Недостапноста до здравствените услуги за маргинализираните групи кои живеат на социјалното дно можат и да не представуваат гордиев јазол за оваа популација. Позитивната нарација за оваа проблематика зборува за професионализам и кај лекарите и кај социјалните работници, но и улогата на граѓанскиот сектор. Имавме голем проблем откако ни се роди малиот син Даниел Демиров. Тој се роди со срцева мана која требаше итно да се опериса во Република Бугарија, Софија. Првото решение ни беше негативно од Фондот за здравство. Многу ни помогна социјалните работници од Берово, кои ме мотивираа да напишеме жалба до Министерството за здравство. Исто вториот пат пак напишавме кога добивме негативно и по трет пат не успеа. За да се врати довербата во лекарот, прво, секој човек кој што студирал медицина или кој што завршил медицина е потребно прво да има желба да ја работи оваа работа, да биде посветен на оваа работа и се разбира во секој момент да може да одговори на повикот на пациентот. Јас сум на мислење дека треба да се одржуваат средби и помеѓу самите лекари или специјалисти и луѓето од тие групи, така да на некој начин луѓето добијат доверба во нив. Живееме во општество полно со предрасуди и стереотипи кои го отежнуваат остварувањето на основните, на фундаменталните човекови права, односно на граѓаните. Ова посебно се однесува на ромите кои поради нивниот општо познат, општествен и социјален статус секогаш се соочуваат со проблемот на дискриминација и нееднаков третман. Од тие причини, невладината организација КАМ од Делчево работи на полето на заштита на основните човекови права, конкретно со овој проект, работи на сензибилизација на здравствените професионалци во источниот регион, односно во регионот каде што делуваме. Позитивните практики имаат своја основа во Хипократовата заклетва на лекарите, која сепак ги води барем еден дел од здравствените работници да излезат во пресред на потребата на пациентите роми во остварување на правото на здравствена заштита. Проектот промена на негативните наративи кај здравствените професионалци во источниот регион е поддржан од Фондацијата Отворено општество преку здравствената програма во Њујорк и Будимпешта, а се спроведува во општините Виница, Делчево и Бехчево.